Во изминатиот период, во рамки на редовните средби со граѓаните, како надлежно министерство, нотиравме одредени проблеми со кои граѓаните се соочуваат при остварување на нивните имотни права и користење на некои услуги од нашиот ресор. И затоа, на моја иницијатива, денес остваривме исклучително важна работна средба со директорот на Агенцијата за катастар на недвижности и со Комората на приватни геодети. Ја користам приликата да информирам јавноста дека отворивме многу сериозни прашања за унапредување на геодетската политика и зголемување на ефикасноста и брзината на услугите, што ќе биде во функција на квалитетно, навремено и ефикасно сервисирање на потребите на граѓаните и институциите. Најавувам реализација на уште едно предизборно ветување на новата влада, а тоа е намалување на цените на услугите кои се во надлежност на Агенцијата за катастар на недвижности до 50%, што во пракса ќе значи дека граѓаните за истите ќе плаќаат значително помали цени од досегашните. Врз основа на претходната анализа, заедно заклучивме дека постојат услови ова ветување да го реализираме без да го нарушиме финансирањето на Агенцијата на катастар. Дополнително, во функција на децентрализирање на услугите, а со тоа изголемување на нивната достапност, што несомнено е во интерес на граѓаните и компаниите, денес се согласивме дека е неопходно да вратиме дел од овластувањата на приватните геодетски фирми. Имено, наместо Агенцијата за катастар да има ексклузивно право за вршење на теренски работи за потребите на единиците на локалните самоуправи и институциите на централната власт, заради забрзување на услугите, праксата покажува дека е потребно таквите права и овластувања да ги имаат и приватните геодетски фирми кои ќе ги исполнат неопходните услови. Впрочем, приватните геодетски фирми претходно имаат такви овластувања согласно закон, но истите им беа одземени на сметка на Агенцијата за катастар. Ние сме убедени дека со ваквиот пристап ќе ја вратиме конкуренцијата, што дополнително ќе го унапреди квалитетот на услугите. Се разбира, го отворивме прашањето за утврдување на пазарната цена на услуги што ги нудат приватните геодетски фирми. Се согласивме долната граница на цената на услугите да остане регулирана како досега, додека горната цена на услугите ќе биде регулирана во согласно со пазарните услови. Разговаравме и за облажување на казнената политика и воведување на мерка опомена. Превземаме обврска да направиме одредени анализи и во најкус можен рок да излеземе со конкретен предлог кој повеќе ќе се темели на превентивни мерки и политики, отколку казни по секоја цена кои беа форсирани од претходната влада. Најавувам дека ваквите средби ќе станат редовна пракса, бидејќи нашата заедничка цел е унапредување на геодетската дејност во Република Македонија и нејзино прилагодување на потребите на граѓаните и институциите.